Кој маж да ме обвинеше за сексизам, ќе разбере. Ама вие тогаш не сте го разбрале мојот цинизам. Значи, хуморот беше машки. Маш го напишал. Јас сакав да кажам само дека ако во оваа влада има само 4 министерки од 22 и 2 заменички, ако министер за финансија маж, заменик министер за финансија маж, министер за економија маж, тогаш што е? Тамо е сексизмот, не е кај мене. Значи, тие си мислат дека, вака ќе помине и ова, бидејќи ние сме загрозените, Маја, а не тие како жртви, така што табан работа, јас мазохистички да бранам машки шовинизам. Тоа не е така и јасно ми е дека од мене такво нешто не може да произлезе. Второ, кога јас реков за гласањето, воопшто не мислев сега да ги извикувам, имало и друг пат и воздржани, сакав да кажам која е генералната слика, трендот, дека главно се гласа партиски, реков, а не мислев, значи, баш вас ниту ве споменав, ниту дом го споменав, говорам за, може да ги анализирате одлуките, да видите дека секогаш со тоа тесно мнозинство всушност има мајоризација, што не е демократија. Не е тоа лекција само за овој состав, туку и за останатите. Значи, сакав јас машкиот шовинизам да го допрам, дека Белким не мисли повторно ние да бидеме грејните тела, бидејќи иначе би рекла јас дека од сите грејни тела најефикасно е машкото, да сум сексист. Благодарам. Ви благодарам, колеги.